како да ги заштитиме македонските шуми од се почестите пожари. За прв пат нанотехнологијата е внесовне во заштита на тие шумски пожари, односно сакаме да произведиме вакцина против шумските пожари. И таа да биде македонска вакцина против шумските пожари, која ќе биде еколошка, произведена од македонски ресурси и македонски експерти. Нашиот позив е да имаат желба сите оние кои се задолжени да ги штитат тие шуми, да ги преминуваат овие македонски нанопроизводи кои ќе ги заштитат сите тие шумски пожари, односно ќе ги превенираат да не продолжат и да одат и во урбаните средини. Видовме во овој дел кој што беше третиран со аерогелот дека успешно заврши пресечувањето на пожарот. Овој аерогел, нанотехнологија, односно хидрогел кој поминува во аерогел. Исклучиво има намера и цел да го пресечи пожарот. Дури во некои примери каде што сни правеле пробите, било строго по линија пресечен. Овде малце дадовне поширок диапазон на територијата и затоа малце ни се помина. Но сепак, како што рече и министерот, дека овде прв пат работиме и ни се можеби некои пропусти ќе ги решиме следниот. Има ли температура на која што го задржува пожарот? Прв гел кој превенира на шумските пожари и може да реагира до 600 и 800 степени. Да издржи, да не продолжи пожарот на наредната страна. Потребни ли се специјални возила кои што ќе го распрскуваат? Исто така, уште еден апел до нас, ние сакаме да видиме во Европа, ама во Европа се оди само со своите желби, способности, сировини, кадри, опрема. Ние предлагаме дека Македонија има над 17.000 трактори кои можат од нив барем 1000 да бидат пренаменети во специјални возила на сите територии каде што се присутни тракторите. Многу ниски цени за одржување, шофери имаме, собственикот на тракторот, имаме аерогел или хидрогел, самиот трактор има своја помпа и го пуштате да движи и да ги гаси пожарите. Најбрзо кој може да стигне на пожарот е локалниот тракторист. Го имаме ли ова средство во доволна количина да можеме уште ова лето да го применуваме? Одма сега да кажам дека ние го со отворено срце го подаривме на Република Македонија, дека нашиот производ со нашите технологии го подаруваме на Република Македонија. Има обврска само да имаме поголеми капацитети и да го имаме во секој момент на располагање.